Оттруено куче од улица во Берово заврши на врвот на контејнерот полн со ѓубре на најфреквентната улица во градот, откако граѓани пријавиле до комуналното во Берово дека има оттруено куче оставено во кутија на улицата кај автобуската станица и градскиот пазар во градот. Кучето за 15 на минути се нашло во контејнерот препон со ѓубре. Ја само моментално сам тука пред него. Близу вас. Во една такова, во една кутија е турено. И е тука одмак структуар бис малку понадолу. Ако може да дојдете да го земете там такова, за да не засмрди и ото отровено, немој деца не шо го фатаа. Но жалната судбина на кучето миленик на малото кулата во Берово отвори прашања како се постапува со затруените кучиња кои може да бидат потенцијален извор на зараза, но и кој продолжува да ги труе кучињата во Берово. Такова грелта, срамота, со се работи тоа. А за кој затровење и човек се отрова, не е кучето, него е грех, срам, беза. Од Беровското комунално објаснуваат дека со мртвите кучиња постапуваат соодветно, а нивните служби не ги ставаат кучињата во контејнерите со ѓубре. Комуналното од Берово никогаш не ги става затворените, односно мртвите кучиња во контејнер. Имаме служба која по пријава ги собира соодветно и ги транспортира со трактор, а потоа се носат на депонијата каде што се затрупуваат. Ние сме имали и претходно такви случаи кога граѓани ги ставаат во контејнер мртвите кучиња. Затоа јас апелирам до граѓаните нас да не повикаат и да не доаѓаат во допир со мртвите животни. Истакна директорот на јавното претпријатие Услуга Славе Лукаровски. Граѓаните на Берово бараат реакција од надлежните и откривање на трујачите на кучиња, но и решавање на проблемот со големиот број кучиња скитници во градот. Во мојата мала видех едно куче отровено и тоа е страшна слика. Значи нема што да кажа, оти децата, значи може да дојдат до контакт до тоа и може свашта да се направи. Затровувањето на кучињата во Берово и општо во целата држава не е решавање на проблемот со кучињата скитници. Не е пред, ама не е пред и да ги пушчава милениците. И јас си ама врзам. И го прошете. А другото, и това не е ред, ами и тоа не е пред. Инаку општина Берово пред новогодишните празници ангажираше шинтерска служба од Куманово за заловување и хуман третман на кучињата. За оваа намена општината издвоила 200.000 денари, но засега ефект нема, па Берово во новата 2018 го продолжи трендот на труење на кучињата.